Денеска, како што може да видите до претседателката Силјановска, поднесовме иницијатива за доделување на одликување Орден на Република Македонија на Георги Димитров, претседател на владата на Народна Република Бугарија во периодот од 1946 година до 1949 година. Георги Димитров е најзначајна личност со посебни заслуги за Македонија, македонците и посебно за македонците во Пиринска Македонија. Георги Димитров заедно со Тито, како претседател на владата на Федеративна Народна Република Југославија на Блед во 1947 година ги исклучуваат Бледските спогодби. Инаку Бледските спогодби е еден термин кој што означува 5 спогодби меѓу тогашна Југославија и Бугарија. Спогодбите се основа за културна прерадба на македонците во Пиринска Македонија, бидејќи во тој период се основаат македонски училишта, македонски книжарници, изложби, читалишта, се формираат културно-уметнички друштва, се печатат весници на македонски јазик, се формира обласниот театар во Горан Чумаја, каде што се изведуваат театарски представи на македонски јазик. Исто така се извршува и за прв пат после војната попис во Бугарија во декември месец 1946 година, каде што според резултатите во Пиринска Македонија од околу 220.000 жители, дури 70%, односно околу 170.000 се изјаснуваат како македонци. Сето ова е припрема за да дојде до планот за обединување на Пиринска Македонија со Народна Република Македонија. Тоа Георги Димитров детално го образложува во своето писмо до Тито од 17 август 1946 година и со писмото всушност се пренесува напишаното во резолуцијата која 10 дена претходно на 10 август 1946 година ја освоја Бугарската работничка партија и што е најбитно, без ниту еден делегат против македонското прашање целосно да се реши преку обединувањето на Пиринска Македонија со Народна Република Македонија во тогашната југословенска заедница. Во писмото, значи, Георги Димитров во 10 точки детално ги образлага чекорите до Тито како ќе оди обединувањето на Пиринска со Народна Република Македонија и при тоа Георги Димитров останува доследен на својот став кој што го држи до крајот на животот и кој што вели мора да дојде до национално, политичко, демократско право на македонците да се обединат и да живеат заедно во тогашна Југославија. Делото на Георги Димитров представува немерливо национално значење за Македонија, македонците и посебно македонците во Пиринска Македонија и представува голема историска победа за македонскиот народ. Ова дело на Димитров не може да го побие ниту срамниот договор кој што го склучи марионетската влада на Заев во 2017 година, кој што пак договор представува национално предавство и голем историски пораз за Македонија, македонците и посебно за македонците во Пиринска Македонија. Според тоа, сметаме дека еден претседател македонски со силна национална и патриотска определба, добро е да ја прифати оваа наша иницијатива. Ние веруваме дека ќе биде на висината на задачата и ќе прифати нашата иницијатива посмртно да додели одликување Орден на Република Македонија на Георги Димитров како човек кој што има големо значење за Македонија, голем револуционер и кој што до крајот на својот живот остана доследен за обединувањето на Пиринска со Народна Република Македонија. Во прилог на ова наша иницијатива, до претседателката ја доставувам и мојата последна книга, насловена како Договорите со Бугарија од 1947 година и 2017 година и планот за обединувањето на Пиринска Македонија со Народна Република Македонија, со цел претседателката кога ќе одлучува детално да се запознае со целата оваа ситуација која се одвива во тој период и период кој што е значи голема историска победа за македонците. Од тога значи веруваме дека оваа наша иницијатива по повод 8 септември, денот на независноста, ќе помине и претседателката ќе донесе указ за доделување на одликување Орден на Република Македонија посмртно за Георги Димитров.